Увейс el-Карни, се слушали овој саби, за овој табиин, голем човек. Знаеш што кажа? Кажеше: "Ла а'буданна Аллаха фил арди кама та'будуху al-малаикату фис сама." На Увейс el-Карни му се примаше дуа. Зошто му се примаше дуа? Имаше една мајка што многу го почитуваше. Аллах не се смилува на нашите мани према нашите мајки. Колку зулумчари сме ние. Имаше една мајка што го респектираше многу и кажеше: "На вистина ке го обожавам мојот Господар во земја како го обожаваат мелеците во небо." Ама не се знаеше. Не беше популарен човек. Не беше кој знае што? Човек, обичен човек. Правеше многу ибадет на Аллах субхану таала. Цел негов живот го живееше за Аллах субхану таала. Абу Бекр радијаллаху анху, цел живот за Аллах го живее. Слуга на Расулуллах салаллаху алейхи ва салем. Омер ибн Хаттаб, цел негов живот. Не знаеме кој отидеше во Медина, првите денови, со еден савија беше таму. Еден ден работеше Омер во нивата, тој отидеше во џамија да слуша ахбар од Расулуллах, ајети, хадис, така натаму. Другиот ден Омер кога одеше во џамија, тој во нивата ке работеше. Вака, секој ден. Еден ден му викаше: "Халас, не идам дека во џамија." Одиде во џамија. Талха бин Убейдилlah во џамија со Расулуллах салаллаху алейхи ва салем. И многу сахаби на Расулуллах салаллаху алейхи ва салем. Дојде момент кога му кажа: "Халас, стоп. Сега, од сега натаму, што да правам, све ќе биде врзано со динот на Аллах субхану. Со Аллах ќе биде врзано. Платата со Аллах, децата со Аллах, храната со Аллах, спиењето со Аллах, жената со Аллах, све што имам, мора да се врза со Аллах. Мора."